ова издание. Денеска прво представување на Бајден во кампањата за претседателските избори во 2020-та. Каде ќе завршат гласовите на Блер и Мрека во вториот изборен круг. Во САД нема платено породилно отсуство. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Граѓаните по сопствено убедување да го дадат својот глас на денот на изборите, порача од Алијансата на албанците. Мики Трајковски ги има деталите. Нашите гласачи и поддржувачи не ги сметаме за наша собственост, затоа граѓаните сами треба да одлучат што треба да направат на денот на изборите, изјави за Гласот на Америка лидерот на Алијанса на албанците Зијарин Села. Со ова тој ги реши сите дилеми кои деновиве се појавија во јавноста околу тоа на чие конто во вториот круг од претседателските избори ќе завршат речиси 80.000 гласови кои беа за професорот Блер и Мрека, а за чија кандидатура застана Алијанса и движењето Беса. Дали кај Гордана Силјановска Давкова или Стево Пендаровски. Градиме партнерство со нашите членови, а не градиме логика на давање наредби или носење на гласови овде или онде. Ако е до одлучување кој треба да биде председател на државата, тогаш ќе броевме политички партии кои дават поддршка на било на кандидатите. И ќе гласатме ние како председатели на партија. Самиот факт што гласат граѓаните, тие ќе одлучат кој ќе биде победник. Села смета дека во иднина председателот на државата треба да се избира во парламентот. Тој вели дека е време да се воведе и институцијата заменик председател кој би имал одредени надлежности. Еден од надлежностите би било дека воспоставениот механизам за двојно мнозинство или Бадентеровиот принцип, секој закон или одлука кој се гласа со овој принцип, правото за декретирање на истата да биде на заменик председателот кој би бил избран од другите етнички заедници. Или, например, ако председателот во иднина е македонец, заменик председател да биде албанец и обратно. Вториот круг на председателските избори ќе се одржи на 5 мај. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Кандидатот на демократите Џозеф Бајден, кој е и поранешен подпредседател на САД, денеска за прв пат ќе се представи во рамките на кампањата за председателските избори во 2020 година. Поранешниот подпредседател на САД Џозеф Бајден сега во улога на председателски кандидат на демократите, денеска во Питсбург, за прв пат ќе се представи во рамките на кампањата за председателските избори во 2020 година. Тој деновиве објави видео со која прогласи неговата кандидатура, пошто преку интернет за 24 часа собра донации во износ од дури 6,3 милиони долари. Меѓународниот монетарен фонд процени дека економијата на Иран ќе се намали за 6% годинава, како што се соочува со притисок од американските санкции. Во извештајот, кој вклучува и потенцијална инфлација до 40%, се вели дека проценките се направени пред одлуката на САД да ги укине дозволите, според кои некои ирански купувачи на нафта можеа да продолжат да тргуваат и покрај санкциите. Поранешниот долгогодишен републикански сенатор од Индијана Ричард Лугар почина на 87 годишна возраст. Лугар беше експерт за надворешна политика кој помогна да се спроведе нуклеарното разоружување во поранешните советски држави. Северна Македонија се уште е на опашката на Европа во однос на слободата на медиумите. И покрај промената на власта пред 2 години, медиумската заедница се уште се жали на притисоци. Мики Трајковски. Иако има подобрување во однос на слободата на медиумите во земјава, генерално состојбата останува лоша, велат од Сдруженијето на новинари на Македонија. Оттаму додаваат дека треба да се направи уште многу за да се промени сегашната состојба, но за тоа да се случи, вели првиот човек нова организација Младен Чадиковски, ќе биде потребно да бидат исполнети неколку предуслови. Едниот од тие ослободување од стегите кои што постојаа на бизнисот и политиката, но за тоа да се случи ќе треба да се осигура независноста на медиумите од државни пари, независноста на медиумите од бизнис центрите на моќ кои што сега ги контролираат на некој начин дел од медиумите. Секако дека ние сметаме дека волја постои во
носителите на власта, мислиме дека постои, меѓутоа таа ќе треба да се конкретизира и во подобрување на одредени законски решенија. Во ЗНМ додаваат дека нивна цел е да се реформира и медиумската сцена во земјава. Мора да систематизираме одредени вредности на новинарството кои што порано постоја, да ги вратиме како такви на сцената, тие да бидат репер и во тоа да се тркаат новинарите. Не да се тркаат во пропаганда, не да се тркаат во ширење на дезинформации, не да се тркаат во ширење на лажни вести. Да кажеме дека оние драстични примери на вршење на силни влијанија, уцени, закани, насилство и така натаму, да речеме дека ситуацијата во таа смисла се подобрува. Меѓутоа, далеку сме од ситуација да имаме професионално новинарство, професионално новинарско известување. Драган Секуловски, директор во ЗНМ, вели дека се додека медиумите продолжат да работат во тешки економски услови, не може да се зборува за независност на тие медиуми. Имаме ние пријави за одредени притисоци кон одредени новинари и медиуми. Во изминатиот период имавме и ситуации кај што одредени високи представници на коалиционата власт има непримерен говор и непримерен однос кон одредени новинари. Кон тоа ние реагиравме, укажавме дека тоа не сме да биде пракса и се надеваме дека ќе не послуша дека во иднина ќе имаат разбирање малку повеќе кон професијата новинарство. За разлика од ланскиот извештај, кога Северна Македонија според Репортери без граници беше на 109-то место во однос на слободата на медиумите, земјава со последниот извештај во 2019 се наоѓа на 95-то место. Главната забелешка сега се состојбите во јавниот сервис МРТВ, за кој се вели дека владата се уште не спровела реформи. Оттаму бара да се посвети особено внимание што високи владени функционери имаат вкоренето тенденција да им се закануваат и да ги навредуваат новинарите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Соединетите Американски држави нема платено породилно отсуство. Многу жени се принудени да се откажат од работата кога ќе станат мајки. Непрофитните организации водат кампањи за ситуацијата да се подобри. Тоше Огњанов истражуваше на оваа тема. Морина станала мајка неодамна. Незиниот син Оливер има 10 месеци, но речиси 9 од нив е во дневна грижа на некој друг, зашто Морина морала да се врати на работа по 5 недели отсуство. Морам да работам, не успеав ни целосно да се опоравам, а имам физички активна работа. Беше многу тешко, затоа што сум постојано во движење. Лекарот ми препорача помалку напор, но кај мене тоа беше неприменливо. Морина е типична жена мајка во САД. Има лијадници како неа зашто во Соединетите држави не постои платено породилно отсуство. Маѓите прават се за да останат што повеќе време со бебето. Земаат неплатени денови колку што можат, но тоа не само што им го оштетува семејниот буџет, туку им ги намалува и можностите за напредок. Морина тоа вака го толкува. Оваа земја е многу фокусирана на жените, но во насока да бидат третирани како мажите, да немаат деца. Тоа нас, жените, кои сакаме да имаме деца, не остава на опашката на општеството. Ова е стар проблем за САД. Жените во оваа земја се враќаат на работа после само 10 дена од породувањето. Некои мораат и сосема да ја напуштат работата. Тоа создава сериозни економски проблеми за семејствата. Ситуацијата воопшто не е добра. Рут Мартин е од организацијата Moms Rising, или во превод Мајките се креваат. Таа вели дека последиците се далекусежни, зашто многу двојки се откажуваат од намерата да имаат деца за да останат во професијата и да прават кариера. Тоа го слушаме често, бидејќи не постои систем што би ги заштитил. Едно истражување покажа дури дека нема доволно новороденчиња за да се одржи работната сила во САД. Од организацијата велат дека само 17% од жителите на САД имаат платено отсуство за семејни причини, во што спаѓа и породилното. Мојата компанија ми овозможи 12 недели платено породилно отсуство, но имам пријателки кои не се толку стрикни. Мораа да се вратат на работа 6 недели по породувањето, а и тие недели не им беа целосно платени. Неколку сојузни држави, како Калифорнија, Њу Џерси, Вашингтон, Масачусетс, Њујорк, имаат закони поволни за семејствата и мајките, но федерален закон за ова не постои. Мартин вели дека е потребна универзална програма. Постојат многу добри модели и оптимисти сме дека САД во следните неколку години ќе бидат на иста линија со остатокот од светот по ова прашање. Од организацијата се убедени дека ова е добар момент за нов обид во таа насока. Тука е крајот на вестите. Се гледаме утре во истото време. Довидување.